59 црни балони во чест на 59 мината починати од трагедијата во Кочани. Трет ден кочанчани палат свеќи, пишуваат пораки во книгата на жалост, сеќавајќи се на своите деца, браќа и сестри, пријатели, сокласници. Освен почит за починатите, вчера вечер се одржа и мирен собир за хероите, обезбедувањето кое спасуваше деца, а сега е во притвор. Целта е да ги поддржиме нашите сопрузи, ние ги нарековме наши херои, бидејќи да не беа тие, ќе имало уште многу загинати лица. Ние сме жртви. Свенете го тоа, доволно ни беше. Дај пратете ни психолози. Психолози и психијатри ни требат од цел свет и од цел регион да помогнат на овие фамилии, на овие деца. А за овие на сликите што ги видовте, со одговорност ви тврдам, у граду сум. Не викам, значи ако има нешто, да се земе у обзир дека тие луѓе ако не беа, да знаете дека ќе имавме 300 жртви. Немаше да имавме 80 или 90, колку ќе бидат, дај Боже, да застане до тука. Тие луѓе си ги жртвуваа животите. Сите дојден што ги гледат и што се притворени и други што се биле, не сте свесни што се е случувало таму. Ти знаете ли еден живот да биде спасен, што значи? Рачунајте Лазо, Пирката, Бојата што ги вика, тие деца. Спасиле се 200 животи. Тие луѓе треба сега да се у болница. Не да бидат у притвор. Ние кои што успеавме да преживееме во дискотеката, доколку седеме тука, останува да гинеме секој ден. Гинеме од нечист воздух, гинеме од несериозни институции, гинеме од корупција, гинеме од секаков вид на нефункционалност кој што ни го продуцираат самите чинители, самите носители на тие институции. Кочани е веќе завиено во црно. Освен масовно што се излегува на протест за правда, улиците се празни, централното градско подрачје пусто, продавниците затворени, светлината згасна. Секоја вечер се одржува и молебен за починатите, но и за повредените.